немаше полиција пак. Панче Тошковски е човекот кој што ја уништи МВР. Заедно со Александар Јанев, тие двајца се најодговорни за тоа што полицијата е уништена и клекната на колена. А ако ќе клекне полицијата на колена, знаете што прави. И ова не ме чуди. Ама се они ќе излезат и знаете хибриден. Ма каки хибриден напад? Не функционира државата, не функционира полиција, ништо не функционира. Една институција нема која што функционира, еве. Со кого сте направиле моабет? На пример и да ви рече, знаеш што ја таму работам, функционира. Дали знаете, познавате еден човек кој што вика, абе знаеш што, функционира таа институција. За 2 години целосно се дезинтегрирани институциите. Имате директор на клиника за неврологија кој што се дрогира. Меѓу другото на неврологија се испраќаат и зависници. Тој се дрогира. И тоа тањир. Цел тањир взело. Цел тањир, значи не е тоа сега тука нешто, нама. Тањир. Нема една институција нема што функционира како што треба. Ни една. Значи ние не сме навикнати да гледаме вакви слики по Македонија. Македонија не е ова. Македонија никогаш и не била вакво место за живење. Да трнеме со она што се случуваше со дискотеката Пулс, па навака, што и се случи на Росица. Му се случи на овој докторот од Липково, што беше испукан на неколку чекори практично од полициската станица у Куманово. Такви работи немало и имаше и еден дрзок и безобразен обид за да од една страна и да се исполитизира случајот, а од друга страна имаше обид да се намести сопругата на докторот, ќе го погледнеме и него денес имаше изјава, вика нема никаква вмешаност у тоа што ми се случи мене сопругата да откријат кој е нарачателот, кој го спроведе тој обид за атентат практично врз доктор.